Пораст на вработеноста со историски најниска стапка на невработеност во моментов од 12,5%, како и континуиран пораст на просечната плата, која што сега изнесува 45.000 денари. Вака експертите од полето пазар на труд ги оценуваат движењата во овој сектор за 2025-та. Според нив, останува проблемот со недостатокот на зелени и дигитални вештини, што од друга страна ја намалува конкурентноста на нашите компании. А во однос на платите, тие растеле побрзо од продуктивноста, што можело да представува закана за подгревање на инфлацијата, која што пак е сериозна закана за животниот стандард. Компаниите треба и понатаму да продолжат да вложуваат во физички капитал, особено во нови технологии, со цел да бидат што е можно поконкурентни на глобалните пазари. Тука секако треба да се нагласи и се поголемата улога на вештачката интелигенција како еден нов тренд во работењето, а не треба да се занемари и вложувањето во човечки капитал, бидејќи тој е највредниот ресурс кој што го има секоја компанија. Како мала економија, Македонија била под големо влијание на глобалните текови кои што во моментов биле неповолни за нас. Се повеќе економската активност во развиените земји се пренасочува кон воената индустрија, а од друга страна имаме пак поголема резервираност на инвестиции во другите сектори од економијата. Тоа се одразува со намален износ на странските директни инвестиции кои што го бележиме оваа година, каде што особено погодени се текстилната, автомобилската индустрија и така натаму. Од 1 јануари стапува на сила и новиот закон за работно ангажирање на лица со цел да се надмине сезонскиот недостаток на квалификувана работна сила. Но освен тоа, според експертите требало државата да преземе и други мерки. Паметната специализација на регионите. Секој регион нормално би можел да се специализира во оние дејности каде што има најголема конкурентска предност во однос на другите региони и на глобалниот пазар. Во фаза на донесување и законот за социјални предпријатија, кое што во многу голема мера би можел да го да е надополнена празнина за ангажирање и вработување на најранливите категории на население. Следната година требало да се заузда и порастот на цените, што во моментов многу ја намалува куповната моќ на граѓаните. За Сител, Дарко Штарговски.